По годината еве започнуваме работно од тука, од Неготино, да направиме една обиколка на тоа да видиме што е актуелно, што се работи и да направиме план за следната година. Веќе планот е направен и оваа година се очекува да најголемиот дел од програмата која што беше ветувана на минатогодишната практично, сега веќе не е минатогодишната, туку за време на кампањата во 2021 година за локалните избори да биде исполнета. Имаме неколку проекти и јас очекувам дека она кое што го зацртавме како план да го реализираме. Во подготовка на овој настан разговаравме и со градоначалникот, дел од тие проекти ја помина развојната програма, дел се планирани во буџетот како капитални инвестиции, но дел се и програми кои што се користат од министерствата, меѓу кои Министерството за животна средина. Така што очекувам пријатни моменти во реализацијата на капиталните проекти одека во Неготино. Знаете, иако имаше огромна и би рекол прилично предизвикувачка година, таа беше 2022 со голема енергетска и економска криза, сепак со честно, посветено работење се надмина тие предизвици и се очекува реализација на капиталните проекти оваа година. И нормално очекуваме да биде изборна година, она кое што е значено да оваа година 2023 не биде изборна година, за да може конечно народот да добие влада онаква каква што ја бира, не која што ја бираат во тесен круг на луѓе, неколкумина и таков пример. А што очекувате од планот кој многумина го нарекува пеколен план за СДСМ за избори и за широка коалиција? Кој е вашиот коментар? Јас нема да коментирам случувања во СДСМ и во другите политички партии. Имам еден принцип кој што го задржувам секогаш во начинот на моето политичко функционирање, а тоа е дека не треба да им го правиш на луѓето тоа што не сакаш луѓето треба да ти го прават. Така што тоа си е нивна автономна работа, исто како што и гледам и во некои други политички партии. Она кое што мене ме интересира како претседател на ВМРО-ДПМН е конечно, ќе повторам, да има предвремени парламентарни избори, за да може на Македонија да тргне напред, да им тргне на граѓаните во Македонија напред и да добијат влада која што ќе ја изберат, а не премиер кој што ќе го постават неколкумина кои што така решиле да биде. Забележуваме дека голем дел од производствените енергетските системи, домашно производство, не функционираат. Кажете ми, што очекувате, што може да ни донесе новата година на енергетски план и што очекувате за набавката на електрична енергија, кажете ми? Минатата година, 2022, од централниот буџет, според податоците кои што се јавни и ги имате на Open Finance, префрлени се околу 200 милиони евра на АДСМ. Повеќе од 200 милиони евра. Тоа не се случило. Се сеќавам 2016-та, 15-та, 17-та, тогашно ЕЛЕМ, денешно АДСМ, префрлуваше пари на други јавни предпријатија за да работниците од тие јавни предпријатија добијат плати. За само 5 години го направија најголем загубар. Ако ме прашате зошто е тоа така, затоа што договараат тендери во 4 очи, затоа што крадат. Крадат на увозот на јаглен и транспортот на истиот, крадат на увозот на мазот и транспортот на истиот, крадат на тендерите за ископ на јаглен и јеловина. И сето тоа предизвикува да денеска ЕЛЕМ, односно денешно ЕСМ се најде во ваква состојба. Ќе ги потсетам вашите гледачи дека од таму некаде 7 ноември до крајот на 2022 година АДСМ само за увоз на електрична енергија плати повеќе од 45 милиони евра, а целата 2022 доби, реков, донации од централниот буџет повеќе од 200 милиони евра. Ете, така работи оваа влада на СДСМ од профитабилна компанија, која што ја оставив со 25 милиони евра депозити во банки и околу 6-7 милиони евра на сметката, без долгови, со исплатена плата и така натаму, за само 5 години успеа да ја направат најголем загубар во Македонија. Но не треба да очекуваме да губиме надеж, бидејќи после предвремените избори доаѓа раководство кое што ќе знае да го санира овој проблем и ќе може практично да се врати денешно ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ на тие патеки кои што беше пред 5-6 години така натаму. Како за крај да ве прашам, знаеме дека доцнат изградбата на железници, на патишта, некои стратешки клучни инфраструктурни проекти. Кажете ми, што мислите, зошто толку бавно се одвиваат овие инвестиции? Капиталните инвестиции се на едно многу
катастрофално ниво, би рекол ниско ниво. Зошто? Затоа што прво во владата нема капацитет за проектен менеджмент, да истите тие капитални инвестиции ги води. Видов дека од владата се фалат дека реализирале историски високо ниво на капитални инвестиции минатата 2022 година, но тука забораваат да кажат дека најголемиот дел отпаѓа на рата која што се плати на оние борбени оклопни возила кои што се купија, дека тоа не се гринфилд инвестиции, не се објекти кои што се започнати за да можеме ние да се фалиме за тие објекти. Самите рековте, 1 километар немаат автопат изградена, пругите каснат кои што ги ветуваат, но исто така е многу значено да споменеме дека Ковачевски и останатите во владата споменаа дека важело она правило каде што дефицитот буџетски, а тоа е разликата помеѓу приходите во буџетот и расходите, односно трошењето, секогаш требало да биде помало од нивото на капиталните инвестиции. На 29 декември, тоа е практично само еден ден пред завршувањето на годината, состојбата беше повеќе од 605 милиони евра буџетски дефицит, тоа го платат и граѓани, одеште и гледате низ цела Македонија, и 465 милиона капитални инвестиции. Значи разликата е буџетскиот дефицит е поголем за 140 милиони евра од нивото на капиталните инвестиции. Што значи дека златното правило не само што не важи, туку и брутално лажат и ги лажат граѓаните. Исто како што ги лажат и за оваа 2023 година, кога напумпале ниво на капитална инвестиција, во суштина нити имаат проекти, нити пак имаат проектен менеджмент за да реализираат во толкав обем капитални инвестиции. Со други зборови, потребни се предвремени парламентарни избори. Ги поздравувам сигналите кои што доаѓаат од дел од пратениците од СДСМ и ДУИ, дека навистина треба да заврши, да дојде крајот и да заврши оваа влада, дека треба да дојде влада која што ќе избере народот и која што ќе има капацитет да се справи со овие предизвици и да реализира што е можно повеќе ваков тип на капитални инвестиции. Се надевам дека нема да бидат применети методите познати и видени во минатото на оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ, на притисок врз тие пратеници и ќе ги остават тие пратеници како што даваат сега позитивни сигнали, така и во иднина да продолжат да функционираат во рамките на парламентот се до изгласување на распуштање на истиот и организирање на предвремени парламентарни избори.